Се наоѓаме во галеријата Никола Мартиновски. Таа е традиционална крушевска куќа изградена во почетокот на 19 век, поточно во 1832 година. Припаѓала на едно семејство од Крушево, Власи, на семејството Таху, но по желба на Никола Мартиновски е откупена од општината и е адаптирана во 1968 во уметничка галерија. Тука се наоѓа најголемата негова збирка, вкупно 61 дела. Мартиновски ги поклонил делата, кои до ден денес се тука, може да се видат. Ова е традиционална крушевска куќа, како што кажав. Се состои од два катови приземја. Приземјето секогаш било економски дел, а првиот кат служел за живење, а вториот бил за гости најчесто. На вториот кат се наоѓа и гостинска соба, која служела само за гости, никогаш не се спиело во неја и тука се наоѓале најубавите предмети од семејството. Во моментов во најава е мијачка соба, за брзо ќе биде адаптирана и ќе биде достапна за посетители. Се надевам за можеби еден месец. Ќе може секој да ја види. Ќе ве воведам накратко, ќе ви објаснам за Никола Мартиновски, за неговиот живот и дело. Тој е роден во Крушево во 1903 година за време на Илинденското востание, поточно на 18 август. Неговата куќа била опожарена за време на востанието и бил роден во куќа на негови роднини, која и ден денес постои, може да се види. Основно и средно образование завршил во Скопје, зашто се преселиле на 3 годишна возраст кога имал, со семејството се преселиле тамо, во Скопје. Студирал во Букурешт, Романија и дипломирал како првенец во генерација, а по враќањето заминал за Париз на специализација каде престојувал околу една година и неколку месеци. Творел до крајот на својот живот, се смета дека има околу 5000 дела во неговото творештво насекаде во светов. Починал на 70 годишна возраст во 1973 година. Бил учесник во Првата светска војна, помагал на населението, бил прв директор на уметничката галерија во Скопје, работел исто така таму во уметничката галерија и останал во Скопје до крајот на својот живот.